Ја слушате и гледате емисијата на Македонски корени од Сиднеј со вашите домаќини Бети и Јон Треновски. Во наредниве неколку минути, 50 и 60 ги имаме резервисано за разговор со нашиот и ваш гостин, господинот Дејан Маролов, универзитетски професор од катедрата за меѓународни односи и европско право при Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Да го поканиме да ни се приклучи во студиото. Се надеваме дека нема да имаме проблем со тоа. Со секунда ќе биде со нас. Господине Маролов, добро ви утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Ви благодариме што прифативте нашава покана за денешното ваше гостување. Добро утро, поздрав до сите македонци ширум светот. Се надевам нема да имаме технички проблеми. Вчера, например, немаше цел ден струја. Така, денес мислам дека ќе биде во ред. Така, за сега е добро. Добро ви утро и од мене, господине Маролов. Верувам ќе имаме плодна дискусија и ќе го задржиме вниманието на сите кои во овие моменти се заедно со нас. Господине Маролов, вечерашниот разговор ќе го започнеме со една вечна болна тема, но поради политичките случувања заборавена. И многу малку се зборува, тоа е образованието и образовниот систем. Вие по вокација сте универзитетски професор и доаѓате од образовниот систем. Во изминатиот период во Министерството за образование и наука се сменија многу министри и секој од нив си носеше своја програма, игнорирајќи ја програмата од претходникот. Се решаваат ли проблемите на таквиот начин или пак се наголемуваат? Ке ни кажете ли некој пример од кој што ќе се види дека има подобрување и со какви проблеми се соочуваат универзитетите и факултетите во Македонија? И секако, бидејќи вие не се јавувате од Италија, ако не е тајна и ако не е приватна посета, кажете ни ја причината за вашиот престој во Италија. Благодарам. Еве би започнал од крајот на прашањето. Не е приватна посета, тука сум во Катанија во Италија, на Сицилија, нели попрецизно. Поканет сум на универзитетот кој исто така се вика Катанија. Бев предавач и лани. Ова ми е по втор пат добивам покана да одржам предавање, инаку сум дел и од работна група истражувачи кои работат на конкретни истражувања како дел од постдокторска програма која исто така организирана меѓу Универзитетот Катанија, Европскиот едукативен институт, а од тука здравје, нели продолжувам на Универзитетот во Ла Лагуна во Шпанија. Во однос на прашањето, во самото образование е едно од клучните сегменти во било која држава. Околу тоа мислам дека никој нормален не може да спори. Лично она што јас успеав да го видам во новите учебници и работи кои навистина ме вадеа од так, ме вадеа од кожа, има определени делови кај што стои нашата земја, например. Тоа е честа фраза која се користи и од наши политичари, еве да им кажам од меѓународен правен аспект, од литературен аспект не се вика нашата земја, земја е тоа што се ја копаш нивата или бавчето, нели. Или ако веќе викаат нашата земја, барем да кажат нашата држава или нашата република. Исто така во учебниците може да се сретне ноторни невистини, каде што се учат младите деца дека Република, внимавајте, Северна Македонија постанала независна во 90-тите години. Значи, ако сакаме да бидеме коректни, тоа е ноторна невистина, затоа што нема Северна се до пред некоја година, нели? Тоа е барем факт. Самото образование, и тоа не се однесува само за македонското, мислам дека тоа е еден глобален проблем, иако не е сигурно дека има многу подобри системи на образование од нашиот. Многу често во многу системи, особено балканските образовни системи, се оди на тој систем на народски кажано бубање или учење на памет, кај што се бара од ученикот едноставно да го повтори она што му е кажано. Мојот пристап, и мислам дека тоа се и некои современи пракси, е да се оди на повеќе на критично размислување од страна на студентите. Барем јас кога предавам, секогаш се обидувам да им упатам на тоа да пробаат критички да размислуваат, сами да пробаат да откриваат нови факти и често им го поставам прашањето
Зошто е тоа така? Дали дека јас ви кажав? Секогаш пробајте да бидете критички дури кон она што јас сум го кажал, затоа што светот, особено меѓународните односи се такви да нема црно-бела вистина. Секогаш може да размислувате од ваш агол и секогаш некој ќе проба да ви сервира определени информации. Образованието е многу повеќе од просто читање во учебници. Затоа во секое основно училиште, нели, тоа била логиката на законодавецот, имате вработен педагог, имате вработен психолог покрај оние наставници, затоа што идејата не е само да го учите детето, туку нели треба и има психолог и педагог кој би требал да разговара со децата, кој би требал да ги упатува ако имат проблеми. Знаеме што се случи оној трагичен настан од Србија пред некој ден, нели не запрепасти сите. Тоа е пат на образовниот систем практично по мене. Сега во однос на нашето образование, во однос на основно и средно образование, имавме реформа од претходен министер за образование, кој одеше на тоа дека треба да царовска така. Треба да се оди кон дигитализација на образованието. И сега внимавајте, јас многу го поддржував овој концепт, имајќи во предвид дека знам, еве самиот имам ќерка која оди на школа, знам дека одат со тие ранчиња кои се многу потешки од нив практично, значи полно книги и така натаму. И сега дигитализацијата јас ја сватив, не дека ќе нема целосно учебници, меѓутоа дека нели на тој таблет ќе може да се прават најголем дел од работите. Јас го разбирав тој процес како ако отворите во таблетот да можете да кликнете на конкретна тема, да може да ви упати на некој сајт, да ви даде 3D слики, некои додатни објаснувања, некои додатни прашања, размислувања. Меѓутоа, кога видов за што станува збор, повторно бев запрепастен. Дигитализацијата беше сватена како едноставно копирање на постојните учебници. Чи ништо друго освен копирање на веќе постојните учебници, буквално копија, и децата беа принудувани да пишуваат на рака, да ги препишуваат работите за да решаваат задачи или текстови од книга. Од друга страна па имаме нели после министерката дојде и друг министер за образование. Еве конкретно министерот кој води секторот на образование сега ги врати учебниците. Слом дека и претходно беа вратени, меѓутоа па се соочивме со друг проблем сега као држава, као образовен сектор, едноставно цело полугодие пак немаше учебници. Каснеа во печатање, не знам какви се оправданија има, така да има големи проблеми во македонското образование. Кажавте и сами, јас доаѓам од универзитетот Гоце Делчев. Тоа е млад универзитет кој полека си го зазема своето место во Македонија, па и пошироко. На некои листи е втор во државата, на некои листи последни беше и прв во државата, меѓутоа мојата идеја е да не гледаме да се надпреваруваме меѓу себе на универзитетите внатре во Македонија, туку да настапиме малку и поамбициозно да бидеме видливи и во странство, зошто да не. Универзитетот во Катанија, каде што предавам, е еден од 500 најдобро рангирани универзитети. Значи не би требало да се ограничуваме на тоа дека само странците можат подобро и така натаму. Така. Во Македонија, ако сакате можеме повеќе да елаборираме. Во Македонија многу често се посегнува по промената на уставот. Се добива впечаток дека македонскиот устав е како еден вид на налбатски тефтер, а не како што треба да биде уставот, да биде еден вид на Библија. Промените во уставот кои ги најави владата, а за кои промени претходно дала согласност пред бриселските бюрократи, е една од поглавните теми, ако не и најглавна во неделиве кој што измина можеби и месеци во Македонија. Дали за ова последна најава, а сега веќе и започнат процес за уставна промена, е испочитувана постапката, односно процедурата за уставната промена? Што предвидува уставот? Која е постапката, односно процедурата, и кој се може да биде предлагач за промена на уставот? Така, еве чисто компаративно би започнало тоа дека на пример уставот на САД, нели, кон кој се огледуваме како држава, постои од таму некаде 1789 година, значи еве уште еднаш повторам 1789 година, тоа е пред Илинденско востание, пред поделба на Македонија, пред Прва светска војна, Втора светска војна, Балканските војни, значи многу одамна, и бил изменен со уставни амандмани 27 пати. Или само 27 уставни амандмани има. Чисто за споредба, нашиот устав, кој постои од 91 година, до сега е изменет 32 пати. Зборувам до сега, а во најава нели имаме нови уставни амандмани. Мислам дека нема потреба нешто посебно тука да се
образлага јасна е поентата колку нашиот устав претрпел измени до сега и продолжуваме со тој менталитет дека отварањето на уставот не е ништо страшно, нели? Можеме пак и пак одново и одново да го променуваме. Инаку уставот на Република Македонија во член 130 и 131 ја утврдува постапката за тоа како може да дојде до уставни измени. Ќе се обидам и да зборувам не толку стручно правно. Кој може да поднесе постапка? Тоа може да го направи председателот, тоа може да го направи владата како колективно тело, тоа може да го направат било кој 30 пратеници или предвидува уште една можност уставот вика 150.000 граѓани, нели полнолетни граѓани. Зошто го кажувам ова? Затоа што владата уште утре, ако сака, нели, и ако смета дека го има потребното мнозинство, може да го поднесе предлогот за отварање на уставот во парламентот, затоа што нема потреба од доволно е владата да поднесе предлог во парламентот. Или еве имаат на 30 пратеници, може да се подпишат 30 пратеници, повторно тој предлог би бил официјален. Тоа ќе зборуваме за официјално отпочната постапка за отварање на уставот. Тоа не значи дека е отворен уставот, туку само постапката дека би започнала процедурата за отварање на уставот дека е започната, нели. Сега има еден интересен термин на латински јазик, се користи во меѓународното право и во други права, нели, меѓутоа особено во меѓународното право вика отприлика nemo dat quod non habet, или во превод не можеш да дадеш она што немаш. За жал, тоа е моето мислење, нашата влада се оврза или вети дека ќе даде нешто што нема. Знае од самиот старт дека нема двотретинско мнозинство кое е потребно за отварање, нели, на уставот, а ветија дека ќе извршат промени и тоа е сега ставено на хартија во тој така наречен француски предлог и сега тоа е услов за да почнеме преговори. Ако изанализираме во уставот, не случајно за да се донесе одлука за пристап кон измени на уставот, не случајно уставотворецот предвидел двотретинско мнозинство. Двотретинско мнозинство е тешко да се оствари. Ама тоа не е случајно ставено како такво, затоа што идејата на уставотворецот била дека уставот не може туку така да биде променет, кој ќе ви текне. Дека за промени во уставот мора да има поширок општествен консензус кој треба да биде преточен политички во парламентот. Затоа идејата да постои двотретинско мнозинство. Значи не е тоа туку така ставено. Кое знаеме дека очигледно сега за сега го нема. Работната група за уставните измени ја одржа конститутивната седница и тоа за затворени врати, а на која седница ја избра и Маргарита Цаца Николовска за председател на комисијата. Зошто еминентни професори одбија да бидат дел од оваа работна група и дали вие ќе прифатевте доколку ве поканеа да бидете дел од таа работна група и зошто? Зошто да, или ако не прифатевте, зошто не? Дали се влегува во уставните измени како последица на смислено решение за со намерен истекот на разговори и дебати да се дојде до реализирање како што овие од оваа ненародна влада го прават и тоа без претходен консензус, или пак имаат процедура и постапка за тоа? Која е процедурата и како гледате на составот на работната група? Гледате ли професори по уставно право кои се меѓународно признати? Така, еве на пример јас не дека некој ми понудил да бидам дел од таа група, ама и кога би ми понудили ја лично не би прифатил затоа што прво не сум од областа на уставното право. Чи се сметам за некомпетентен да би бил во таква како викаат работна група. Друго, јас бев против францускиот предлог од самото сознавање за него, затоа што практично францускиот предлог од кој произлегува се тоа и ситуацијата кај што сме сега, е мешање во внатрешните работи. Нема поголемо мешање во внатрешните работи од тоа да го променувате уставот по надворешен диктат. Например, Австрија го правила тоа, ама откој изгубила Прва светска војна. Значи, ние, колку што знам, не сме изгубиле некоја војна за да некој ни диктира како треба да изгледа уставот. Тоа е директно мешање во внатрешните работи. Впрочем, член 2 од уставот на Република Македонија јасно кажува дека суверенитетот извира и им припаѓа на граѓаните на Република Македонија. И едно такво барање или било какво барање за измена на уставот треба да доаѓа од граѓаните на Република Македонија.
тука доаѓа од надворешен диктат. Јас тој претходно го кажа во една емисија, им давам бесплатен совет на македонските бугари, како што се нарекуваат сами, барем да пробаат да глумат дека барањето доаѓа од нив, а не од Радев, не од Бугарија и така натаму. Значи не се обидуваа ни да изглумат дека тие бараат промени во уставот. Впрочем, за такво барање ние слушнавме од неодамна, од пред неколку месеци. Никој македонски бугарин, барем јас колку сум запознаен, не бара промена на устав со цел внесување на бугари во устав претходно. Таа работна група која споменавте има некој, колку што знам, некои 3-4 професори кои се од уставно-правната материја. Останатите не се, значи не сакам да им го оспорам кредибилитетот, сите тие си се на некој начин експерти во својата област, меѓутоа јас таму и некој познавам лично тие професори што се таму, јас сум бил асистент на некои од тие професори, меѓутоа еве на пример претседателката на таа работна група, Маргарета Цаца, еден одличен правник од областа на Европската конвенција за човекови права, била судија во Европскиот суд за човекови права, меѓутоа јас стварно не можам да разберам како воопшто се нафаќаат да бидат дел од едно вакво тело, каде што имаме ние неколку кратни изјави и од министерот за надворешни работи и од премиерот, дека нели нема ништо страшно со уставните измени и дека едноставно ќе се стави една запирка бугарите во преамбулата, нели таму се набројуваат Македонија е држава на албанците, србите, власите и едноставно би се додала една запирка бугарите. Па за тоа ли ни треба работно тело? Значи јас навистина не знам како некој би прифатил професор да влезе во работна група што треба да излезе со предлог запирка бугарите. Значи навистина не ми е јасно зошто треба да има председата таа група, статус и да се земаат па некои хонорари за таа работа. Или пак се работи за нешто друго, можеби не е онака како што ни кажуваат, нели, тоа е една варијанта, можеби ќе има поголеми потребни промени во уставот. И тоа е една опција, ама тоа што би било спротивно на она што ни го кажа премиерот, на пример, дека нема ништо страшно и дека едноставно ќе се стави запирка бугарите, и со тоа би била завршена измената на уставот. Значи, генерално обратно изгледа процедурата. Тука прво треба да почне во парламентот, двотретинско мнозинство. Идејата на двотретинското мнозинство е да се заштедат пари. Значи, ако немате двотретинско мнозинство, нема што да правите групи. Затоа што тие групи коштаат пари, хонорари и така натаму. Тоа е идејата на уставотворецот, барем онака како што е толкувам јас. Кој е вашиот став како професор по право околу притисокот да се вметнат бугарите во уставот како конститутивен народ, пред се во овој момент кога во кој што се наоѓа Македонија? Дали тоа може да се смета како визионерство или пак како диктат на бриселските бюрократи, но пред се на македонската влада и тоа по барање на соседна Бугарија, а не на онаа група граѓани, како што и вие наспоменавте, кои се само освестиле како бугари и се декларираат како такви, а кои се околу 3000. И како гледате на една изјава на бугарскиот претседател Радев, во која вели дека Македонија и Бугарија, односно македонците и бугарите, имале 1300 години заедничка историја и ќе имаат воиднина. Дали ова ни дава за право на нас, македонскиот народ, да мислиме дека Бугарија ќе го злоупотреби вметнувањето на бугарите во македонскиот устав, манипулирајќи со оние кои и поради економски причини зеле бугарско државјанство и пасош, при тоа лажејќи дека имаат некакво бугарско потекло, а се говори за бројка од преку 150.000? Да, во однос сега е прво на изјавата на претседателот Радев. Изјавата одеше во контекст дека македонците и бугарите имаат заедничко минато 1300 години или повеќе и нели треба да имаат и заедничка иднина. Меѓутоа токму таа заедничка иднина е попречена баш од тој претседател Радев, односно од Бугарија, затоа што ни ставаат вето за Европска унија. Ако ние треба да имаме некаква заедничка иднина, тоа би било во Европската унија, но токму Бугарија за жал е таа која кочи таа заедничка иднина меѓу Бугарија и Македонија. Таа изјава дека имаме 1300 години заедничка историја, тоа може да биде само толкување на претседателот Радев. Фактите кажуваат нешто друго. Бугарија постои како автономна држава од 1878 година, Македонија како посебен субјект од 1991 година. Македонија била дел од Југославија, Бугарија не била дел од Југославија. Бугарија била дел од Варшавскиот пакт, Македонија како дел од Југославија никогаш не била дел од Варшавскиот пакт.
Бугарија нели се ослободила многу порано, Македонија останала во Османлиска империја многу години повеќе, така да очигледно е дека не можеме да зборуваме баш за едно такво тврдење од 1300 години заедничка историја, иако знам на што алудира, нели? Сега дали е ова визионерство, тоа што значи имавме повеќе изјави кај што се кажува дека баш сме ги, сега како да се изразам, баш сме ги зезнале бугарите или Бугарија со тоа што ќе ги ставиме во уставот, затоа што на тој начин ќе се направила јасна дистинкција меѓу македонците и бугарите. Значи тоа беше како некое големо откритие кое се споменува многу пати по социјалните мрежи на оние што го одобруваат, нели, промената на уставот. Меѓутоа, ако е тоа така, супер, ајде да го ставиме и бугарскиот јазик како официјален во Македонија. Тоа ќе направиме дистинкција меѓу јазикот кој него признаваат бугарите, македонскиот и бугарскиот. Да направиме чекор повеќе ако е тоа така. Што чекаат тоа? Ние, например, во преамбулата на уставот немаме спомнато индици, например. Па тоа не значи дека македонците и индиците немаат дистинкција меѓу себе. Значи таа логика некако ми е малку лабава која се споменува. Инаку мислам дека Бугарија ќе удира на двете групи, ќе работи со двете групи, особено со оние 3000 декларирани бугари, но ќе работат и со тие, ако е точна таа бројка, 150.000 бугарски државјани. Основата за мешање во внатрешните работи ќе биде со внесувањето на бугарите во уставот, на етничките бугари, на оние кои што неспорно се осеќаат како такви, нема ништо спорно тие 3000. Меѓутоа, Бугарија ја задржува и правната основа да се меша во внатрешните работи на Македонија преку заштита на своите бугарски државјани кои се тука во Македонија, а тоа впрочем е и наведено во договорот за добрососедство. Така. Колку е опасно ваквото изместување на процесот, односно постапката за уставни измени? Има ли гаранција дека нема некој од другите малцинства или како што милват да ги наречат малцински заедници да излезат со нови барања? Имајќи предвид дека за предлог за измена на уставот потребно е двотретинско мнозинство, во кое што мора да има мнозинство од представниците на немнозинските заедници. Дали со оваа алатка има дадено на малцинствата или малцинските заедници да можат да оценуваат како што тоа сега го прават политичките партии од албанскиот блок, оценувајќи со кревањето или некревањето на рака во законодавниот дом, со што ќе спречат измена и на уставот за некоја многу важна национална стратегија и потреба, а не како оваа сега која се наметнува под притисок и уцени барајќи службен јазик да биде и албанскиот јазик. И како гледате на барањето на некои албански политички партии за формирање на заедници на албански општини во Македонија? Кон каде не водат ваквите барања? Добро, нашиот устав е еден специфичен устав кој не работи со терминот малцинства, туку кај нас се употребува терминот заедници кои не се мнозинство. Тоа се сметаше како таа беше направена измена по Охридскиот рамковен договор како, ајде да кажеме, помалку навредлива за малцинските заедници. И од тоа ќе употребуваме формулацијата заедници кои не се мнозинство, иако таму кога ги отворите декларациите за малцински права, сегде се употребува терминот малцинство, но е како што е, не. Сепак тие права кои ги имаат конкретно заедниците кои не се мнозинство, пред се мисли на албанската заедница, во однос на така нареченото Батентерово правило, односно право за вето, идејата во Охридскиот рамковен договор беше да тие го добијат ова право со цел да ги заштитат веќе стекнатите права, односно да не може мнозинството туку така да им под наводници чепне во веќе стекнатите права. Значи тој инструмент постои за нивна заштита, а не да се употребува како уценувачки инструмент која нели практично измените во уставот немаат врска конкретно со нивни права, со нивен јазик и така натаму. И сега Охридскиот рамковен договор веќе одамна, нели, поминаа многу години, меѓутоа уште се споменува, дури се прави некоја ревизија на македонската историја од независноста до сега, се вели дека најголеми вредности на Македонија
не се, например, АСНОМ, не е референдумот за независност, не е уставот од 91-та, туку вредности на Македонија се или треба да бидат Охридскиот рамковен договор, договорот од Преспа, договорот со Бугарија, тие се темелите кои нели треба да не доведат до европска интеграција. Има такви некои тврдења со кои не се согласувам, но еве, ако веќе Охридскиот договор вие го спомнувате преку еден ден како некоја голема вредност, дури го ставивме и во уставот на последните уставни измени која имаше договор со договорот од Преспа. Ајде да видиме што пишува Охридскиот договор. Таму пишува заедниците кои не се мнозинство, зборуваат над 20% јазик, различен од јазикот на мнозинството, а сочинуваат над 20% од населението. Тоа се практично во моментов само албанците. Меѓутоа, така пишува Охридскиот рамковен договор. Ајде да го почитуваме Охридскиот рамковен договор. Сега не е баш така едноставно да вие во уставот место 20% прешкртнете 20% и ставите албански јазик. Зошто тоа не е едноставно? Прво, Охридскиот рамковен договор не дојде на еден, би рекол, цивилизиран начин, туку во услови на практично на војна, кај што секојдневно гинеа и војници, и полицајци, но нели од другата страна учесници на конфликтот. И сега ако веќе сме дошле до некаков договор кој е гарантиран од меѓународните посредници Америка, ЕУ, треба да го почитуваме тој договор и да не чепкаме во определени делови. Ако таму стои 20%, тоа значи дека утре, теоретски, можеби ќе има турци во Македонија кои се над 20%. Значи ќе може да го остварат правото на свој службен јазик, ако дојдат на 20%. Доколку ставиме само дека службени јазици се македонскиот и албанскиот, тогаш веќе се ускратува можноста на било кој друг да има свој службен јазик и покрај фактот ако некојаш дојде на 20%. Значи тоа е многу различно. Во однос на тоа што споменавте за заедницата на албански општини, знаеме од каде дојде тој предлог. Кога се спомена заедница на создавање на српски општини на Косово, веднаш се излезе со предлози на создавање некаква заедница на албански општини во Македонија. Едноставно, Македонија, сакале или не сакале, е дел од тој пакет на косовското прашање и некој упорно не турка да бидеме дел од тој пакет. Впрочем, знаеме дека ние сме дел и од така наречениот отворен Балкан и јас реков од економски аспект тоа е супер. Меѓутоа, од безбедносен аспект и тек како имам стравови, затоа што отворен Балкан е составен од Албанија и Србија и Македонија. И практично се прашувам што бара Македонија во некаков недефиниран сојуз со две држави кои помеѓу себе не си ги знаат точните граници. Косово е спорно, нели, и за едните и за другите. Кон што води сето ова? Води кон дестабилизација на државата. И барањето од Бугарија за измени, и барањето од одредени политички партии на албанците за пречкртување на 20% со албански јазик. Затоа што теоретски може и македонските партии да побараат, например, нова територијална подела. И тоа се отвараат еден куп прашања кои нели ги сметавме за затворени со Охридскиот рамковен договор, а впрочем имаше и изјава од претседателот Бајден на Соединетите Американски држави, во која кажа дека тој рече Преспанскиот, но и Охридскиот договор не смеат да се чепкаат. Па да го почитуваме Бајден и Америка кој не е сојузник, да не чепкаме во Охридскиот рамковен договор. Стратешки партнер. Така. Дали бугарската држава во овој моменти всушност го спроведува барањето кое во 2008 година 60 на бугарски интелектуалци поради неможноста, односно неуспехот да влијаат во Македонија за да создадат голема групација на бугари преку така нареченото будење на бугарската свест, го поднесува до бугарската влада со која се побара таа да ја уцени Македонија со небулозни барања кои Македонија мора да ги прифати доколку сака непречено да оди на патот кон евроинтеграцијата. Дали започнувањето на проектот Скопје 2014, а кој започна некаде токму во таа 2008 година, со кој проект се подигна националната свест на македонскиот народ и причината за неуспехот на бугарската држава и бугарските интелектуалци во нивната намера и сценарио. И дали ова е последната шанса која што Бугарија може да ја уценува Македонија? Да ја кажеме неформална група на бугарски интелектуалци кои работеа на тоа да направат од македонците бугари, таа очигледно беше неуспешна во својата работа. Затоа и се обратија до Бугарија, кажаа дека не можат да го изведат тоа во сегашни околности. Инаку идејата тука таа не е стара идеја, идејата е да се искористат процесите на интеграција како уцена
да се случи демакедонизација, а со цел ребугаризација, по нивното тврдење, затоа што според нив ние сме биле бугари и сега треба да се ребугаризираме, значи не да направат од македонци бугари, туку да македонци да се вратат во јатото, во бугарското јато. Тоа е нивната идеја, кај што беа јасно неуспешни, тоа го признаа, не можеа да го изведат тоа. Меѓутоа, не е баш така дека сегде биле неуспешни. Знаеме ние во Пиринска Македонија дека има многу мал број на македонци, на луѓе кои се декларираат за етнички македонци денес. Значи таму беа успешни во Бугарија, во претварањето на македонците во бугари. Таква ситуација имаме и во Грција. Ретко кој денес се изјаснува како етнички македонци, иако ќе најдете такви примери, не е спорно тоа. Меѓутоа, не можеме ние едноставно да кренеме раци и да речеме, па нека прават што сакаат, не може од македонец никој да направи бугар, затоа што се покажало дека со уцени, со така насочено образование може да се изведе тоа. Тие се процеси кои се случиле во соседството. Колку и тие самите веруваат дека се бугари, а не македонци, или Грција не македонци, тоа е друга работа, меѓутоа така се изјаснуваат барем официјално заради X причини. Сега проектот 2014 има многу контраверзија околу проектот 2014, некому му се допаѓа, некому не, мене ми се допаѓа лично. Може би беше пренатрупано во едно место, може би требаше се малку расфрлан из цело Скопје сето она што се правеше, меѓутоа генерално сум позитивно настроен. Нели помина со куп контраверзии, како се што и друго кај нас поминува со контраверзии во однос на колку коштале спомениците и така натаму. Тој проект помогна во создавање на некое македонско јадро, во зачувување на македонската свест, меѓутоа не е дека пак тој проект е исклучиво битен за сочувување на македонската свест. Еве, не знам, земете го вие Ѓорги Пулевски 1800 и која година ја пишува македонската граматика, ниту има Скопје 2014, ниту слободна македонска држава. Значи, македонството постоело и ќе постои, нели, без разлика на конкретен проект. Дали вие како држава го поддржувате или не, тука е работата. Дали ова последна уцена од Бугарија, последна шанса за Бугарија да изврши влијание во Македонија, напротив, ова е прва можност за Бугарија да изврши влијание во Македонија. Тек почнуваат. Нема никаква гаранција дека после внесот на бугарите во Уставот на Република Македонија дека ќе нема други бугарски барања. Впрочем, кога ќе ги почнеме преговорите, а не убедуваат дека веќе преговараме со години назад, нели? Ама де факто не преговараме, кога ќе ги почнеме преговорите има над 30 поглавја кои пред да се отворат и затворат мора да поминат во да се ратификуваат во бугарскиот парламент. Тоа се инструменти над 30 и колку пати во рацете на Бугарија да става вето одново и одново, да проширува, да дополнува барања и така натаму. Значи тек почнуваат процесот. И тоа идејата тука е од Грција. Они само го копираат грчкото сценарио. Грција не ни даваше да почнеме преговори, и сега Бугарија го копира исто. Значи не да почнеме па да се договараме, туку самиот старт бараат еден куп работи за да уопште почнеме преговори. Инаку само што би кажал, ние го сменивме уставот во преамбулата со Преспанскиот договор. Го избришавме делот на, ако не се лажам, одлуките на АСНО, и додадовме место одлуките на АСНО, го додадовме прогласот на АСНО. Таа беше измена направена во преамбулата, колку се сеќавам. Меѓутоа, еве една задача за тие што ќе ги интересира, нека пробаат да прочитаат што пишува во прогласот на АСНО, кој стои во преамбулата. Чисто да дадам како насоки, тука се спомнува Ванчо Михајлов, тука се спомнува бугарски фашистички окупатор. Просто едноставно воопшто не верувам дека нема да бараат промена и во прогласот на АСНО во овој дел на преамбулата. Значи мислам дека ако не се заземе цврст став сега, ќе нема крај на барањата кои ќе следуваат. Кога сме кај барањата, како гледате на она што Бугарија бара во македонскиот устав да влезат како македонски бугари? Што се крие зад ваквата бугарска теза? Дали со ова Бугарија сака да докаже дека сме еден ист народ према нив бугарски, кој што живее во две држави? Колку е опасно ова ако се дозволи, односно ако владата дозволи тоа да се случи? Право, владата не може да дозволи и да сака.
парламентот е тој кој што може да дозволи со промени во уставот, би рекол за среќа. И сега воведувањето на терминот македонски бугари во уставот, мислам дека нема да е возможно од принцип што го имаме Преспанскиот договор, каде што придавката македонски е практично забранет. Па тоа треба да биде апликативно и за македонските бугари, ако веќе не смееме да го употребуваме како македонски никаде. А второ, тоа се грчки-бугарски толкувања, би рекол, за Македонија како географска единица. Значи не е Македонија етничка единица, туку практично географска единица. И тоа во Грција, ако појдете, ќе видите дека таму има региони на Македонија, Централна Македонија, Источна Македонија, Западна Македонија, успеа да го наметнат тоа гледање и на нас со прифаќање на Северна Македонија, нели не сакам да ја спомнам, ама мора за да се свати контекстот. Успеа да го наметнат толкувањето и гледањето на на Македонија како географски поим. Од тука, ако е географски поим, во таа Македонија логично е нели да има и од тука брањето македонски бугари, македонски грци или грчки македонци, како сакате, македонски албанци. И тие се процеси кои јас мислам дека водат кон создавање на една нова нација која треба да биде северно-македонска нација, каде што секој ќе може да етнички да се разликува, нели, нацијата би била северно-македонска, албанецот пак би бил албанец од Северна Македонија, македонски бугари би имало, меѓутоа македонски македонци ќе биде проблематично во таа нација да имате, или едноставно македонци. Значи тоа се некои процеси и тоа е многу логично, бидејќи ако доаѓате вие од држава што се вика Северна Македонија, вие по националност сте северно-македонец. Тоа беше идејата на Грција од самиот почеток, тука играат и бугарите со нив со терминот македонски бугари, иако тоа е спротивно на Преспански договор, мислам дека они ќе направат тука отстапка за да ја прикажат како некаква отстапка, дека направили тие од нивна страна. И мислам дека играат и заедничко со барањата за, мислам дека ќе бараат и во догледно време и воведување на бугарскиот јазик како, можеби како официјален јазик, или она што го прават политички партии на албанските со воведување на двојазичност, можеби, сега да не шпекулирам, можеби идејата е да утре кој ќе стане утре, кој знае кога, нели, ама кој ќе стане Македонија членка на ЕУ, едноставно да стои членка Северна Македонија со официјалните јазици на Северна Македонија. Значи, уопште ние да се спомнува македонски, затоа што ќе има минимум 2 официјални јазици, па нема да ги спомнуваме, или повеќе, па нема да ги спомнуваме поединечно, официјалните јазици на таа држава. Так. Ако тргнеме од фактот дека уставот на една земја, во нашиот случај Македонија, го отсликува, односно го обликува нашиот национален и уставен идентитет, како и од тоа кој сегмент и кој етникум ќе влезе во уставот и во уставниот идентитет како конститутивен елемент, како и од тоа дека не е прашање на политичка трговија или на политичка коцка, туку е прашање на длабок и долг историски континуум на етникумот и негова вграденост во темелите на македонската држава. Дали и од кога бугарите имаат свој длабок и долг позитивен историски континуум во градењето и оформувањето на македонската држава. Зошто овие од оваа ненародна влада упорно молчат и не даваат одговор на ова логично прашање? Ке можете ли вие да го прекинете нивниот молк и да ни кажете дали и од кога бугарите имаат свој длабок и долг позитивен историски континуум во градењето на и оформувањето на македонската држава? Па еве позитивен момент секако го спомнувам секогаш признавањето на Македонија како независна држава од страна на Бугарија. Прва не призна нас заедно со Словенија и Хрватска во пакет. Значи тука еве им признавам дека направија еден убав гест со самото признавање. Понатаму историски ако гледаме, идејата за автономија на Македонија била поддржувана од конкретни кругови и во Бугарија, но бугарското гледање на идејата за автономија на Македонија било само како преодна фаза кон припојување на Македонија кон Бугарија. Или ќе најдете некои контроверзни ликови, ги викаме, кои се декларирале за македонски бугари, како Тодор Александров, Ванчо Михајлов. Сега може они на тоа да целат дека имаме придонес некаков, иако нивниот придонес за нас не е
не е позитивен во нашето гледање. Останува фактот дека за време на Втората светска војна, кога Бугарија окупира Македонија, која реално можеше да даде автономија, ако не независност на Македонија, тоа не го даде. Кој им бранише во Втора светска војна која изврши окупација на поголем дел од Македонија да ни дадат автономија и да покажеа дека навистина не поддржуваат и така натаму. Меѓутоа тоа не се случи, тие само не припоија кон Бугарија. Председателката на Судскиот совет Весна Дамева пред 10 дена рече дека во правосудството има анархија и исполнување на желби на политички лица, без при тоа да каже за кои лица станува збор. Истиот ден кога ова го кажа, беше разрешена од позицијата председател на Судскиот совет, со што Судскиот совет остана без председател се до пред 2 дена, кога на тајна седница најпрво ја отповикале одлуката за разрешувањето на Дамева, за потоа повторно да ја изгласаат недоверба, а од кога тоа го направиле, го избрале новиот председател Сашко Георгиев. Истата недела и обвинителката Ленче Ристовска јавно проговори дека Советот на јавни обвинители е под политички влијанија во носењето на одлуките и дека Советот е изворот на тргување со влијание во обвинителството. Како гледате на овие последни случувања во судството и обвинителството и дали е поврзано со испратеното писмо од страна на американската амбасадорка Ангела Агелер, во кое писмо изразува разочарување од начинот на кој што функционира судството? Имате ли одговор како да излезат од овој лавиринт во кој сами влегоа и дали верувате дека Дамева според уставот е се уште председател на Судскиот совет? Како што има една стара песна од нашиот северен сосед од Србија, на западу ништа ново. Так. Ова е само дел од скандалите кои се случуваат во македонското правосудство, на еден или на друг начин. Ние сме навикнати да скоро секој ден или преку еден ден да има нови и нови скандали, почнувајќи од таа ниска доверба во правосудните органи, па до она што се случуваше сега. Последно, што е баш топ тема, останува впечатокот дека разрешувањето не беше баш најзаконски, ај така да се изразам. Затоа што таму е предвидено дека ако сакате да го разрешите председателот, прво се поведува дисциплинска постапка. Значи на база на нешто, па да има постапка, па тоа нели по некоја логика би се ставило на дневен ред, онака јавно и транспарентно, а не како што се случи сега да биде разрешена председателката во практично под точка разно, не ни беше ставено тоа на дневен ред. Инаку председателката ја даде таа изјава, ама некако малку погласна беше за тие политички притисоци од која сменија. За жал, кај обвинителката Ленче пак имаше гласно зборување за сите тие политички влијанија, прилично јасно кажано и нели би требало да ги охрабриме тие, а не да ги осудуваме таквите изјави. Знаеме дека имаше еден куп осуди дека таа не смеела уопште да критикува. Значи буквално така одеа тие тврдења. Амбасадорката Аделер ќе си оди, во речно пратила писмо. Таа е амбасадор на странска земја, да, наш сојузник, меѓутоа ќе си оди. Ние мора самите да ги засукаме ракавите во нашата Македонија и да почнеме да работиме. Битката не е изгубена, иако ни се нанесени многу тешки удари, почнувајќи од Преспанскиот договор, договорот со Бугарија, измените во уставот. Ние практично не сме ни имале измена во уставот, а таа да не била наметната како барање од странска држава. Исто и во однос на правосудството, не треба да чекаме некој трет да дојде и да ни каже дека треба да се работи по закон и по устав. Сами мора тоа да го направиме. Сите досегашни извештаи на Стейт Департментот нотираат сериозни забелешки во македонскиот правен систем, како што се корупцијата, бавното носење на одлуките, притисоци во правосудството и ред други. Каде улјате проблемот и решението за сите овие проблеми кои се нотираат во извештаите, како и ниската доверба во правосудниот систем од страна на македонските граѓани?
дека имаме ниска доверба во правосудниот систем не е воопшто никаква новина. Знаеме сите, например, не само американскиот State Department, туку и еве например Европската комисија која дава редовни извештаи за напредокот на Македонија како кандидат кон ЕУ, стално ги имате овие фрази за корумпираност, за нефункционалност на судство и така натаму. Исто така имате и пресуди од Европскиот суд за човекови права, кај што македонски граѓани ја тужат Македонија во однос на тоа дека има бавни судски постапки и така натаму. Значи, тоа е еден ноторен факт дека нашето правосудство едноставно е лошо, нели, народски да се изразам. Што е потребно да се направи? Мислам дека е очигледно. Прво и основно е да се случи департизација, деетнизација. Значи, имаме ние многу лоша комбинација на партизација со етнизација, односно етнички политички партии кои го држат правосудството, кај што се дели колачот, кај што условно се кажува кој чиф е судија, нели? И нели то треба да се замени со компетенција, со систем на компетенција, а можеби некои подрастични чекори како ветинг, како што се случи во Република Албанија, во соседната држава. Така. Према Уставот, Македонија е социјална држава која што би требало да води грижа за релативна еднаквост, но прашањето е колку тоа се спроведува, бидејќи ако се гледа од аспект на односот кон средствата за производство, Македонија е претворена во класно општество. Како гледате на одлуката на Уставниот суд со која одлука ги укина двете одредби, со кои се овозможи покачувањето на платите на назначените и на именуваните функционери дури до 78%? Така, Уставниот суд има еден куп дела кои чекаат за негово разгледување. Како се фати баш за ова да побрза да го реши? Знаеме дека некои барања стојат и со неколку години во фиока како да побрзаат да го решат ова. Ама не е морално. Значи законски е исправно, меѓутоа на вистина колку е етички тука во конкретниот момент, во ситуација која до пред неколку месеци официјални представници на власта кажуваа дека треба да штедиме, мерки за штедење, да се тушираме со помал млас на вода, да грееме до максимум 23 степени во просториите, нели, и така натаму, и сега одеднаш се покачуваат плати, значи на вистина моментот, етичкиот момент тука е спорен, значи целиот контекст и моментум е спорен и знаете има една концепција во правото дека носителите на јавните функции баш напротив треба да немаат бенефиции од тоа што се носители на јавни функции. Значи така би привлекле луѓе кои се веќе реализирани, кои не одат таму за повисока плата, туку заради тоа што навистина сакаат да допринесат нешто за државата. Можеби треба и на тој начин малку да гледам и да се преориентирам. Договорот за коридорите 8 и 10D, кој е сокрен од очите на македонските даночни обврзници, кои го полнат државниот буџет, се уште ја бранува македонската јавност. Од она што можевме да го слушнеме и да го видиме, барем од она што пред се го презентира опозицијата, а било наведено како што велат во договорот кој го добиле од свиркачи, а кој договор владата го потпиша со Бехтел и Енка за изградба на коридорите, се согласила дека при евентуална арбитража да се досудува спрема законите на Англија и на Велс. Наиме, доколку се појави некој спор при реализацијата на договорот, конечната одлука ќе биде она на Меѓународниот арбитражен суд во согласно со правилата за арбитража на Меѓународната стопанска комора со седиште во Париз, Франција. Евентуалната судска постапка ќе била на англиски јазик. Како гледате на овој дел од договорот, имајќи предвид дека изведувањето на работите, односно изградбата на коридорите е во Македонија, но и од тоа што македонското право е континентално. Дали со ова е суспендирано македонското право и колкава и во што е разликата во овие две судства, македонското и она во Англија и во Велс? Огромна е разликата секако, ама еве би започнало од тоа што многу работи се спорни со изградбата на автопатите.
не е само една работа, слушавме сите за тоа дека надзорот на изградбата на автопатите ќе го врши некоја фирма што до сега се занимавала со производство на долна облека, например, помеѓу другите скандали. Понатаму слушнавме сите дека договорот е класифициран, односно не може да го видите без безбедносен сертификат. Па дури и тие што имаа безбедносен сертификат и нив им беше на дело, нив им беше оневозможено да го погледнат договорот. И се поставува прашањето како еден договор за изградба на патишта може да е безбедносно прашање, нели? Како може да биде класифициран под безбедносно прашање? Тие се прашања кои се уште лебдат, на кои не слушнавме некој конкретен одговор. Во однос на можноста за арбитража, во однос на во случај на спор меѓу Македонија како држава и како се викаше Бехтел-Ленка, фирмата Бехтел-Ленка, тоа не е толку невообичаено да во случај на вакви договори, кај што имате вклучено големи странски фирми, да се става клаузула за арбитража во странство. Тоа се случувало и порано, меѓутоа, тоа е уште еден доказ за однос на конкретнава странска фирма како гледа во однос на македонското правосудство. Че самите тие не веруваат во македонското правосудство и инсистирале на ставање на арбитража во странство, нели, која би судела во однос на по англиското и правото на Велс. Значи тоа е само еден показател плюс во однос на довербата кон македонското судство. Така, и кога сме веќе кај коридорите 8 и 10Д, како гледате на последната аршумијада на владата која на вчерашната владина седница одлучила сега таа да биде предлагач на нови 5 предлог закони поврзани со договорот за коридорите 8 и 10Д и тоа со европско знаменце, иако претходно со владина одлука беа поднесени 9 предлог закони за истата цел од група на пратеници од владачкото мнозинство кои проба да ги протуркаат во законодавниот дом, но без успех. Како гледате и на оправдувањето кое го даде Артан Групи дека европското знаменце кое го ставиле поради блокада од страна на ВМРО ДПМН? Така, европското знаменце не служи за таа намера. Служи за носење на закони кои се поврзани со европското аки комуните, се вика тоа, или целокупното законодавство на Европска унија. Впрочем, најголем демант на тие тврдења дека може да се искористи европското знаме затоа што опозицијата го кочела процесот, мислам дека вчера имаше реакција од канцеларијата на Европска унија дека европското знаменце не може да се користи во такви случаи. Значи, поголем демант од тоа не очекувам никој да даде, но и самата логика на користење на европско знаменце тоа го кажува. Не можете вие туку така сега ќе се повикате на тоа дека опозицијата не е кооперативна, па сега ќе ставиме европско знаменце со цел да ве прерипнеме вас. Тоа не е идејата на демократијата. Идејата на демократијата е да имате check and balances, значи да имате и власт и опозиција, да разговарате, да ја убедите опозицијата дека е добар договор. И така натаму. Така. Министерот за надворешни работи Бујар Османи, но и спикерот на собранието Талат Џафери, многу често пред се на меѓународно ниво, наместо само македонскиот јазик го користат и албанскиот. Како гледате на ова? Што вели Уставот кога станува збор за користењето на македонскиот јазик? Дали во Уставот пишува дека мора, односно треба, или пак пишува може? Дали спикерот Џафери го прекршува Уставот кога од председателската фотелја го користи албанскиот јазик, а пратениците македонци мора да стават слушалки за да го слушаат преводот? И кога сме кај јазикот, дали и како е предвидено во Уставот документите кои ги добиваат пратениците, на кој јазик треба да бидат? И дали ова што во моментов се случува со двојазичните документи е понижување, односно омаловажување на пратениците македонци? Јасен е и Уставот, јасен и Охридскиот рамковен договор, впрочем не го подпишав јас Охридскиот рамковен договор, го подпишаа представниците на албанските партии, да не се повторам на оно што го кажав преска во врска со Охридскиот рамковен договор. Ајде да го почитуваме Охридскиот рамковен договор. Ама тоа да биде став на сите македонски политички партии со цел да се побара и од албанските коалициони партнери да го почитуваат Охридскиот рамковен договор. Впрочем,
тие неколку пати добиваат на избори повикувајќи се на реализација на тој Охридски рамковен договор. Самите се пофалија дека веќе се во целост реализира. Што пишува во Охридскиот рамковен договор? Многу јасно е наведено дека во службена комуникација во странство официјален јазик е македонскиот јазик. Значи тоа не е спорно дека било кој представник од албанска политичка партија може да се зборува на албански јазик во неслужбениот дел, кога пијат кафе, кога се во Албанија, во Косово, кај што исто така зборуваат албански јазик, но Охридскиот рамковен договор тука е јасен и уставот и мора да се научиме еднаш да се повикуваме на тоа што го имаме како норми и правила. Значи треба да има поширока реакција не само од опозицијата, туку од прво од коалиционите партнери, зашто вакви работи се толерира и претходно, нели, во други власти и така натаму. Зашто ја лично немам ништо против со тоа што го користи албанскиот јазик, ама не го напишав јас Охридскиот рамковен договор. Јас тврдам дека тој не е многу добар договор. Токму и во овие моменти, нели, ама кога веќе го имаме како таков, кога веќе сме го ставиле во преамбулата како вредност, ајде да го почитуваме. Таму викам македонски јазик во странство. И со тоа нели е исцрпено толкувањето. И не е прашањето дали може или мора, таму јасно пишува дека мора. Тоа е таква норма која не е да дозволува толкување, никакво толкување. Значи тоа е јасна норма. Сега во однос на двојазичните документи во парламентот, колку што сум запознаен, идејата тука беше да припадници на етничките заедници, на пример албанската, да можат да ги добиваат материјалите за работа на седниците и на албански јазик, зашто службен јазик е македонски. Но бидејќи не имаме и тоа и 20% од јазикот го зборуваат, идејата беше да ги добиваат етничките албански пратеници документите и на албански, а не сите да ги добиваат и на македонски и на албански. А токму тоа би било легално ако се смени уставот место 20% да стои албански јазик, тоа би било легално во тој случај. Сега не е. Сега е едноставно штампање непотребно на хартија. Нели дуи се зелена партија, дека се залагаат за помалку хартија во парламентот. Нема потреба македонските пратеници да добиваат и на албански јазик затоа што не разбираат албански јазик. Не ги оправдувам што не разбираат. Супер би било кога би разбирали други странски јазици, ама тоа е така во моментот, ако се еколошка партија, они нека побараат да не биде тоа пракса, да се чува околината со помалку хартија. Така. Господине Маролов, ви благодариме за одвоеното време. Ви посакуваме плодна работа и убаво време таму во Катанија, каде што сте. Имајте си пријатен викенд, пријатно дослушање и довидување на Македонски корени. Ми беше задоволство. Ви благодариме. Секој е добро. Пријатно.